Такви предавства и капитулации нормално Мицкоски ги прави само кога е опозиција. Тогаш не му се проблем. Например, како што беше процесот за гласање на уставните измени за промена на уставното име, преска напишав еден статус. Тогаш, например, активно учествува во промената на уставот, заедно со СДСМ тогаш го ја донесоа промената на уставот и новото уставно име, на кое што денес се колне господин Христијан Мицкоски, се подпишува, нели, за него тоа е реалност одамна, мислам, од моментот кога, нели, заедно со СДСМ заедно го носеа, ги гласа уставните измени, ги правеа. Он, например, има сега можност да го врати старото уставно име, претходното уставно име. Има двотретинско мнозинство, нема проблем да го врати. Дури без влен има, ако сака да го врати. Очигледно дека господин Мицкоски такво предавство не би направил. И не го враќа сега старото име. Додека е он председател на владата. Мада што мислам дека, па кај дај, мислам дека ќе му се смени вака мислењето околу ставање на бугари устав. Сигурно ќе има некоја причина. Сигурен сум дека ќе има некоја причина поради која што попатриотски е да ги ставиме бугарите устав отколку да не ги ставиме. Сигурен сум дека некоја причина ќе се пронајде во наредниот период, особено, нели, во после нова година, особено после конгресот, нели? Мислам дека на 16 декември беше конгресот. Да. И мислам дека на вистина ќе се најде некоја причина за да се, нели, за да тој чин на ставање на бугарите уставот се смети за патриотски. Иако јас мислам, например, дека многу попатриотски е Македонија да биде членка на Европска унија, отколку што е да тера минеат и илјадници луѓе секоја година да земат бугарски пасоши, бидејќи тоа е бугаризација на државата. Дебугаризација на државата е ако ставиме бугари во устав, се одвоиме од максимата един народ, две држави, значи тоа ќе си бидат бугарите бугари, македонците македонци, и нашиот пасош ќе стане европски и тие 180.000 луѓе кои што имаат бугарски пасоши ќе се откажат од бугарските, ќе се вратат само на македонските пасоши. По мене тоа е патриотски. По мене е предавство да ја држиш државата во стагнација, еве да ти се затвара, да ти бегаат млади да вадат бугарски пасоши. По мене тоа не е патриотски, ова што го прави сега господин Мицкоски, меѓутоа верувам дека тоа има некаква визија која што ние не ја гледаме. Верувам дека има некоја голема слика пред себе, 2 метра на метро, и мислам дека он ја гледа го таа голема слика и подобро знае од нас.